Zdravo i dobrodošli во уште едно ново видео на каналот Ти можеш. Ова е прво видео во новата година, па како што носи редот, среќна нова година. Ви посакувам многу здравје, ви посакувам многу среќни и радосни мигови во годината што ни следува, безусловна љубов, поддршка, разбирање и да примате и да давате. Но исто така ви посакувам многу умешност, многу вештина, многу сила да се носите и со оние помалку убавите, помалку пријатните, помалку радосните мигови кои се дел од животот и да се трудиме да бидеме што е можно подобри луѓе, за на тој начин да им бидеме поддршка и на најблиските и на пријателите, меѓутоа и да даваме свој придонес во заедницата и да придонесуваме на свој начин кон општото добро. Ова видео е и 201 видео. И можам да ви кажам дека сум прилично пријатно изненадена од себе си, од својата упорност, од својата желба, амбиција да снимам толку видеа кои што за некого се малку, за некого многу. Сепак се 200. Неколку години ви снимам видеата со помал и поголем интензитет, со помала и поголема волја, од известни субјективни и објективни причини. Меѓутоа, како и да еве сме во 201-то видео и редно е да се заблагодарам на вашата поддршка, на сите што ме следите, сите кои што ги гледате моите видеа, затоа што ти можеш и јас можам, меѓутоа сите заедно многу повеќе можеме. И се надевам дека моите видеа послужиле некому да си постави некое прашање, да разреши можеби некоја дилема, што ми представува и дополнителна мотивација за да ги снимам овие видеа. Приклучете се на каналот ако не сте се приклучиле, ставете лајк ако ви се допаѓа видеото, погледнете ги старите видеа, поддржете ја мојата работа и заедно одиме понатаму да споделуваме размислување, заедно да растеме, да се развиваме. Размислував како да ја започнем оваа година и што да бидат првите теми или што да снимам прво. И некако добив желба, инспирација да снимам еден циклус од прашања и одговори. Но одговори, односно повеќе размислувања, кои што ги имам јас на одредени теми и кои што можеби вас ќе ви послужат. Затоа што мислам дека прашањата се многу битен дел во нашиот развој, на сите основи, односно дека прашањата не држат живи, не држат будни, го поттикнуваат нашето љубопитство, не доведуваат до разни преиспитувања и до различни одговори, кои што во различни периоди ќе бидат поинакви зависно од нашите искуства, од нашето расположение, од оно што ни се случува во животот и кои што апсолутно имаме право да ги менуваме, што е уште еден показател за тоа дека растеме, се развиваме, се шириме, се шири нашата свест, размислуваме поинаку, сме се збогатиле со некои животни искуства. Имам за ова снимано одамна едно видео кое се вика Зошто, во кој зборувам за тоа дека нема на секој зошто да го најдеме неговото затоа. Па во контекст на тоа и овде сакам да напоменам дека нема да најдеме одговори на сите прашања кои што не мачат, на сите прашања кои си ги поставуваме, дека е апсолутно во ред да биде така. Од различни причини. Понекогаш не сме подготвени да ги чуеме одговорите, иако не мислиме така. Понекогаш не се согласуваме со тоа што ќе го добиеме како првичен одговор, а понекогаш едноставно не ни сакаме да ги знаеме одговорите, затоа што понекогаш тие одговори значат соочување со себе си, соочување со своји заблуди, со нешто што сме пропуштиле, со нешто што од овој аспект сме можеле да направиме подобро и поинаку, со нешто што сме мислеле дека не зависи од нас, со нешто што сме го осознале, а не сме го знаеле тогаш кога ни било битно, односно бара способност за соочување со сознанијата што ќе ни ги донесат тие одговори и апсолутно е во ред и е човечки да не сме секогаш подготвени да ги чуеме одговорите, иако ги имаме прашањата, иако прашањата ни се вртат во главата. Затоа понекогаш не умееме да ги најдеме одговорите или не умееме да ги чуеме или не сакаме да ги чуеме
дури кога и имаме можност за тоа. Тоа е апсолутно во ред. И во контекст на тоа, постојат прашања кои што за секогаш ќе ни останат отворени, за секогаш ќе останат неодговорени и соочувањето со тоа, односно со фактот дека некои прашања едноставно ќе останат за секогаш само прашања. Иако сакаме да веруваме дека секој зошто има своје затоа и најверојатно има, меѓутоа ние нема да го добиеме секогаш тоа затоа. И она што можеме да го направиме е да се подготвиме, да најдеме доволно смисла, доволно сила, да живееме со фактот дека нема да ни биде одговорено на сите прашања кои што си ги поставуваме. И овде се разбира, не мислам на оние секојдневни прашања, туку на оние прашања за кои треба малку подлабоко во себе да погледнеме или ги очекуваме, ги бараме од нашите блиски, од се што е поголемо од нас, од животот и понекогаш сме убедени дека заслужуваме да добиеме одговор, меѓутоа тоа нема секогаш да се случи. Она на што можеме да работиме е на нашиот капацитет, нашата умешност, на нашите вештини да живееме и без одговорите на тие прашања, односно да бидеме задоволни со оние одговори кои што ќе ги добиеме, а не да бидеме разочарани затоа што не сме нашле одговор на секој свое прашање. Или имаме можност да се надеваме и трпеливо да чекаме дека еден ден сепак ќе дојдеме до тие одговори, што исто така може и да се случи. И видеото ќе го завршам со едно прашање, зошто ни се потребни тие одговори. Понекогаш сме уверени дека ни се неопходни за да завршиме една приказна, за да затвориме еден процес, да можеме да го оставиме таму каде што му е местото, во минатото, таму каде што припаѓа, за да можеме подобро нешто да разбереме и да можеме да го отпуштиме и да продолжиме понатаму со животот. Но бидејќи, како што реков, нема секогаш да ги добиеме одговорите, тогаш можеме да поработиме на своите вештини, да ги завршуваме процесите, да ги затвараме приказните, да ги менуваме формите на односите со луѓето. И тогаш, кога немаме одговор на сите прашања, бидете љубопитни, прашувајте, барајте ги одговорите, меѓутоа продолжите со животот независно дали ќе ги најдете одговорите на сите прашања или некои ќе останат неодговорени, барем за сега. Се најубаво, се гледаме во следното видео.